Загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје во текот на летниот период се чини дека не е толку актуелна тема во јавноста и помеѓу населението. Сепак, оние индустријски капацитети кои честопати се посочувани како најголеми загадувачи, работат со полн капацитет токму за време на градежната сезона, односно за време на летниот период, што отвара прашање дали големите производствени фабрики се виновни за енормната загаденост во Скопје. Одговор на ова прашање денеска добивме од првиот човек на цементарница Усје при посетата и обиколката на фабриката. Имено, директорот на Усје, Борис Хрисафов, напомена дека во текот на зимските месеци, кога загадувањето во градот е на највисоко алармантно ниво, фабриката работи со половина капацитет, а некогаш и не работи. Пример ви е летниот и зимскиот период, мислам. Цементарница Усје работи летно време со максимален капацитет. Зимно време секупат сме или 50% или 0%. Нема цемент, нема градба, нема потреба од производство. Така да зимно време сме во ремонт, а тогаш емисиите во град Скопје се највисоки. Во изминативе години фабриката инвестирала 40 милиони евра за подобрување на животната средина, а исто така големо внимание било посветено и на намалувањето на бучавата. Ги заменивме сите електростатски филтри кои што во минатото не можеме да кажеме дека беа лоши, но со секој пат на електричната енергија се исклучува и имавме емисии. Сега се заменети со најсовремени модерни врекести филтри кои што практично на прошетка да ќе ви ги покажеме, ќе видите дека не е можно практично да излезе било што надвор од џаците. Исто така се залагаме за намалување на бучавата. Не сме ние тие што дојдовме во градот, градот дојде до нас, али ние сме свесни на тоа и ние мораме да се подобруваме континуирано. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов нагласи дека градот посветено работи на отстранување на дивите депонии, со што очекува загадувањето на воздухот во текот на зимските месеци да не ги достигне алармантните бројки од претходната зима. Имајќи предвид реакциите на јавноста години на назад и вклучително зимово што остана зад нас, сакам да влеземе на сите оние критични точки што кај граѓаните се предизвикуваат сомнеш дека определени точки или определени пунктови производствени или погони се тие кои што го загадуваат воздухот. Во текот на летниот период ќе ги исчистиме и дивите, да речем, населби каде што се собира отпата што се долж реката Бардар со цел да превенираме што е можно повеќе состојби, затоа што огновите на отворено, индустријата партиципира во загадувањето околу 20% во амбиенталниот воздух зборувам. Сакаме сега, додека е летниот период, да ги направиме подобри сите можни перформанси со цел да спречиме што е можно повеќе да не ни се јавуваат многу денови со сериозни пикови на загаденост во текот на зимскиот период. Не велам дека ќе ги нема, меѓутоа ние во овој период сме должни да го работиме токму ова за да зимото имаме подобри перформанси и резултати на воздухот.